а сега љуби ме и гушни ме јако, јако, скрши ме, искрши ме како стакло, љуби ме, само ти знаеш како, гушни ме јако, јако. Па рекам нешто екстремно многу ми се промени животот, не можам да кажам, но можам да кажам нека одредена некоја етапа во животот дека ми се промени. Едноставно некои работи кои што поради работа не сум можел да им дадам многу голем акцент, па им дадов акцент повеќе на тоа. Генерално тоа се некои приватни работи, некои работи кои што пак се поврзани со работа или со некоја уметност, ти се допаѓале, па можеш да чепнеш онака приватно, да ја видиш на нивната сфера, така да некои други активности кои што се настрана во музика може да ти пријат да ти помогнат понатаму во животот. Почетоците мислам дека беа некаде уште како од мали нозе, можам да кажам, дури некаде 7-8 години, каде што реално како деца немаш многу услови да видиш некој конкретно во мое време. Немаше негде компјутер или инструменти да ти се при рака па да видиш колку си умошен во тоа, така да тој некој инструмент кој што сум го нашол како дете, тоа било некаде со моите родители каде што сме били на гости, па сме видел та хармоника, па ми било интересно да видам што е ова, па не знам, чепкаш една дирка, па втора, па трета дирка, ти станува интересно, па родителите гледаат дека чека малце има нешто тука да реагираме, така да можам да кажам нека првите почетоци ми биле со хармониката, па можам да кажам нека народната музика на почеток ми била она поинтересна, па после тоа да можам и да слушам и конкретно буквално све. Искрено го прашање да се работи било каква работа, да се прави кариера во Македонија, искрено е претешко. Ми биле сведоци буквално сите и сите кои што работат конкретно нешто мора пута 10 да се изналачат од било кој во од соседните земји, па да не кажуваме во светот. Така да многу треба трпение, посветеност, многу верба, надеж пред се. Реално сите потпаднуваме во искушение, дали да се продолжи, дали не треба да се продолжи. Така да можам да кажам сите овие неколку работи, но пред се многу упорност и ако не си талентиран конкретно во таа работа, малце е потешко да се функционира, но ако се направи некој баланс, мислам дека може да се изгради солидна кариера. Искрено тие што сме, неколку што сме и мислам и тие што биле и што ќе бидат, во принцип се како нација сме многу талентирана нација, буквално за све, и за музика, и за спорт, за уметност, и за генерално многу работи. Но пред сејате со тоа магично стапче би ги срел тие менаџерски работи кои што треба да се изменаџираат некои работи за да има уште поголем квалитет, поголем успех на сите. Да, посебно не можам да кажам претходната година, пошто претходната година на сите ни беше аут. Претходните пред 2 години, да, можам да кажам дека големиот концерт во Борис Трајковски, дека еден од поголемите концерти кои што и одбележале мојата кариера. Но можам да кажам дека и буквално сите оние градови кои што сум ги посетил заедно со мојот бенд, со мојот тим, оставиле голем впечаток во мојата кариера, но ете како јагот кај на шлагот, можам да кажам Борис Трајковски. Никако. Буквално оставам тоа да си течи. Реално ако многу се става акцент на нешто конкретно, кај што конкретно ако е невистина, можеби кај публиката ќе се створи момент дека можеби има нешто позадина во тоа, така да обично на невистините само треба нека. Гледам да се изнаспиам, поради тоа што на секаков неумор веднаш реагира на гласот. Пред пеење, пред концерт никаква алкохол буквално воопшто не треба да се пие. Можеби една чашка едноставно чисто да се загрее евентуално гласот, но премногу од тоа може само да наштети. И нормално со позитивна мисла имам добра екипа, бендот ми е одличен и како пријатели, и како музичари, така да
позитивно меѓу себе си се опуштаме, да се сликаме или продолжиш со истата работа, кога нова песна, кога нов концерт, тоа е тоа. Спокојот и мирот кој што го дава во Кичево е она различното од Скопје, каде што во главниот град константно, фреквентно, Кичево е сепак мојот роден крај, домот и нормално со ништо во светот не би го сменил. Многу музика, многу концерти, многу албуми. Спремаме добри песни во периодов, се надевам дека ќе им се допаднат и на слушателите. Веќе се работи на тоа и одвај чекам да излезе. Ми фали тој мис, на Јоргован ми фали тој мис, мене душа да ми гали, ми фали за Великден јас да си дојдам, ми фали да сум дома.